Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Дали собираш нешто? Марки или монети? Полиците на Јаков беа полни со камења. Леле, од каде ги најде сите овие камења? Оној го најдов на планинарска турнеја, а тоа е парче од Берлинскиот зид. Војко ми го донесе овој од долината на египетските цареви. Секој е различен. Обликот, боите. Повеќето камења ме потсетуваат на некое искуство што сум го имал. Дали знаеше дека и Авраам собирал камења? Не на полица, тие биле многу големи за тоа. Живеел пред околу 4000 години и собирал камења како потсетници и ги поставувал на одредени места. А зошто? Се почнало кога живиот Бог му проговорил. Авраам, оставија својата татковина и твоите роднини и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Авраам не го видел Бог, но јасно го слушнал и знаел што треба да направи, да се откаже од се. Бог тоа го бара од некоја личност кога сака да ја даде нешто подобро. Ќе ти покажам нова земја и од тебе ќе направам голем народ. Ќе те благословам и твоето име ќе биде големо. Иако Авраам не знаел каде ќе го води патот, тој и сопругата заминале од својата татковина. Затоа што верувал во Бог, тој послушал. По долго патување, Авраам пристигнал во земјата што денес е наречена Израел. Дали тој мислел дека Бог ќе направи голем народ од него, народ од кој многу години подоцна ќе дојде Исус, нашиот Спасител? Во таа туѓа земја, Авраам повторно го слушнал познатиот глас. Ќе им ја дадам оваа земја на твоите потомци. Тогаш Авраам бил многу сигурен. Тоа бил вистинскиот пат. Бил на својата цел. Првото нешто што го направил било да изгради олтар. Поставил камен што го потсетувал на Бог и неговите ветувања. Потоа, на југ, поставил камен за спомен. Зошто и ти не собереш колекција од камења во твојата соба? По еден да те потсетува на секое искуство што си го имал со Бог. Например, кога Бог ти одговорил на молитва или те заштитил, стави мал камен на твојата полица. Тие камења ќе те потсетуваат на Бог и ќе те охрабрат да продолжиш да му веруваш и да живееш за него. Што се случило по ова со Авраам, можеш да слушнеш во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!